Железничката станица во Скопје за 5-6 години ќе блесне во стариот сјај. Реконструкцијата ја најави директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски, кој рече дека планот е да биде готова во исто време со пуштањето на брзата пруга на коридорот 10 и железничкиот крак до меѓународниот аеродром Скопје. Ако завршиме со проект за година дена од денеска до година и пол, после тоа за финансирање или ќе се оди со државниот буџет. Втора опција да се направи заем на класичните заеми до сега што ги имаме со ЕБРД, со ЕИБ, со комерцијални банки, но не исклучува можноста оваа железничка станица да влезе во стратешкото партнерство со Велика Британија, при тоа што со нив ќе правиме многу капитални инфраструктурни проекти. Ивановски кажа дека железничката ќе го задржи основниот изглед како што е направена во 1981 година според проектот на Кензо Танге, но при тоа ќе има и нови современи и модерни елементи во архитектурата, ќе има промена на инсталации, ќе се реши греењето, ладењето, водоводот. Она што станицава изгледа како пит стоп на Формула 1, веќе нема да биде така. Има забрана за рекламирање на било какви билборди и се што во моментов го гледате. И тоа нема да чекаме проект. Ќе почнеме веднаш. Договорите кои што ги имаме за закуп на рекламни панови ќе нема да ги продолжуваме. Оние што се актуелни ќе ги замолиме компаниите за малку совесно, одговорно, општествено однесување, да ги раскинеме спогодбено. Потоа ќе има промена содржини. Железничкава станица не може да биде турбофолк хаб во државата. Проектот ќе се спроведува заедно со градежниот и архитектонскиот факултет. Чекуваме со сите интервенции кои што ќе ги предложиме и кои што секако во прв план ќе се однесуваат на реконструкција на оригиналната состојба, со сета почит кон големиот проектант, исто така ќе придонесат и со надградување на одредени содржини кои што овој објект ќе го направат еден вистински социјален хаб. Е многу значаен овој почеток, затоа што ние сите сакаме да бидеме дел од едно пошироко семејство, да бидеме дел од таа паневропска мрежа во која што и припаѓаме. Градежните работи пак за брзата пруга на коридорот 10 се очекува да почнат следната година, а да биде готова и пуштена во употреба за 5-6 години заедно со реконструираната железничка станица и железничкиот крак до меѓународниот аеродром Скопје. Паралелно со тоа Македонски железници транспорт ќе треба да набават нови возови и локомотиви.